Долго време жителите на Иванковци немаат лекар за да извршат здравствен преглед. Неопходно беше да патуваат до Велес. Имплементацијата на проектот Рурален доктор на владата и Министерството за здравство ќе ги намали ваквите проблеми на жителите од населените места. Со овој проект, здравствен тим еднаш неделно ги посетува селските амбуланти и 3 часа врши интензивни прегледи. Тоа всушност овој тим прави еднаш во неделата во 3 часовно работно време. Локалното население претходно известено, доаѓа, се прави општ лекарски преглед, се мери крвен притисок, се одредува гликемија, холестерол, се даваат совети, се прави ЕКГ ако тоа се налага здравствената состојба на пациентот и се интервенира со ампуларна терапија ако има некоја итна ситуација да може да се спречи и превенира некој здравствен проблем на пациентот. Жителите на Иванковци се задоволни од ваквата одлука. Велат дека еднаш неделно не е доволно, но сепак е подобро отколку воопшто да не доаѓа лекар. Се надеваат дека наскоро ќе добијат матичен лекар, кој секојдневно ќе може да се грижи за нивното здравје. Долго имав еден лекар, си замена, не беше рурална амбулантата, со напори направивме, стана и рурална амбулантата, така да мислам дека ќе има повеќе надеж за да има интерес некој лекар да дојде и да биде тука во нашето место. Не е доволно еднаш неделно да доаѓа? Не е доволно, меѓутоа сепак имаме стари изнемоштени лица каде што ќе може еднаш неделно да дојде да си го измери притисокот, да си види каде што не може, мислам некој нема услови да го однесе тука. Сега доволно и тоа доколку немаме повеќе. Се надевам дека ќе го надминеме и овој проблем. За населените места со мал број на жители пак Министерството предвидува здравствениот дом да испраќа патронажна служба. Овој медицински тим ќе ги посетува домовите на граѓаните на кои им е неопходна лекарска помош. Во населените места каде што има помал број на жители, да не останат без никаква здравствена грижа, во склоп на овој рурален доктор е спроведување на поливалентна патронажна служба. Патронажната сестра доаѓа, во семејството гледа каде има здравствен проблем, исто така измерува и она, незините вештини дозволуваат да измери крвен притисок, да одреди гликемија, холестерол, да даде совет, да упати на преглед, да го спои со Центар за социјална работа, ако некој случај го налага, ако има некој социјален проблем, дава напатствија и совети како да се реши некој проблем, дава и здравствен и социјален карактер. Сите лекари од здравствениот дом засега се вклучени во проектот Рурален доктор, но директорката Самаракова се надева дека од следниот месец ќе вработат лекар кој ќе врши единствено оваа работа. Проектот го финансира Министерството за здравство, а неговата имплементација започна од 1 јануари 2014. Награди наместо казни бараат од Сдруженијето на приватни лекари како реакција на најавите дека матичните лекари ќе бидат казнувани доколку не посетуваат дополнителни едукации и тестирања од страна на Министерството за здравство. Велат дека за субвенционирање на приватното здравство би требало да работи и системот на наградување како што го има во јавното. Сметаат дека најавените казни се премногу ригорозни. Ако еден доктор максимум и 100% направи реализации и спревенира 1500 души, во тек на една година ги провери во висината на шеќерот, на холестеролот, триглицеридите и ако не посети една работилница, не значи да му се одземе 20% од целосната годишна капитација која што тоа ПЗУ или тој доктор би го сработил. Така да сметам дека бројката мора да се смени, не би требало да биде ставена во моментот на казни и сметам дека било каков друг начин на хартија може да постои писмен во кој што докторите секако би се едуцирале. Од Сдруженијето на приватни лекари стојат на ставот дека за ова, но и за било која реформа, треба да се дискутира трилатерално. Сите новини да се донесуваат во корелација помеѓу Министерството, фондот и лекарската комора, односно лекарите. Има уште еден момент во кој што ако два пати некој доктор не посети некоја едукација, би требало да излезе од мрежа. Мислам дека и онака имаме ние тренд во кој што во Република Македонија отприлика околу 290 доктори ги имаме изгубено во период од година и пол. Истото се случува и во Хрватска, каде што по 44 доктори месечно се заминуваат. Верувајте ми, да истудирате еден квалитетен доктор е навистина скапо за една држава. И ние не треба да дозволиме со ваква казнена и со вакви притисоци да се прават моменти во кои што некој би почнал се почесто да размислува да си замине од Република Македонија.
Чолакова Дервишова додава и дека додатната едукација не е никаква новина и ја има постојано. Тоа го докажувала големата посетеност на средбите и семинарите кои одредени здруженија и сами ги организираат. Приватните лекари изразија надеж дека надлежните здравствени институции ќе им овозможат и нив можност за доедуцирање надвор од границите на земјата, привилегија која често имаат лекарите од јавното здравство. Мал дел од велешени се уште се без електронски здравствени картици. Според податоците на Фондот за здравствено осигурување подрачна единица Велес, околу 1600 велешини не поднеле барања за добивање на здравствена легитимација. Поголемиот дел од велешини веќе ги имаат и употребуваат електронските картички. Раководителот на фондот апелира барање за електронска здравствена картица да поднесат оние велешини кои не го сториле тоа. Од неодамна започна пререгистрацијата на невработени осигуреници. Од фондот велат дека дел од оние кои немаат поднесено барање за електронска здравствена картица се невработени. Апелираат истите при доаѓањето во фондот за пререгистрација да ја исполнат и обврската за поднесување на барање за здравствена легитимација. Владата ги менува условите за проектот Купи куќа, купи стан. Ако досега мерката можеа да користат само граѓани кои не го решиле стамбеното прашање, сега истата важи и за оние кои веќе имаат сопствен дом. Новините од сега и на овие граѓани им овозможуваат да конкурираат за субвенциониран стамбен кредит од државата. Измените веќе се наоѓаат во собраниска процедура. Промени има и во однос на лимитот за месечни примања на апликантите. Досега за Купи куќа, купи стан можеше да се пријави само лице што со брачниот партнер има месечни приходи од плата што не надминува 900 евра. Сега оваа сума се зголемува на 1300 евра. За тие пак што не се во брачна заедница, останува горната граница од месечни примања до 900 евра. За проектот можат да аплицираат и лица што самите или заедно со брачниот другар поседуваат стан или куќа што ги добиле во наследство, но само ако делот на заедничката сопственост не е поголем од половина од тој имот. Со измените, кредит ќе може да добијат и тие што поседуваат само една куќа која ја продаваат, за да купат нов поголем стан или куќа, или планираат да ја урнат постојната куќа и на нејзино место да изградат поголема намената за сопствено домување. Оние граѓани што планираат да се пријават за субвенциониран стамбен кредит имаат две варијанти: половина рата или половина учество. Од следниот месец ќе стартува зголемувањето на минималната плата. За 15 на дена вработените што досега земеле најниска плата во земјава, ќе добијат покачување и ќе земаат минимална плата од 8800 денари. Почнувајќи од март месец годинава, па се до 2015 година, минималната плата треба да достигне вредност од 10.080 денари. Со донесувањето на оваа одлука, во дејностите како што се производство на текстил, облека, кожа и кожни производи, минималната плата ќе се зголеми со соодветна динамика. И за овие гранки ќе има плюс 2 години приспособување за во 2018 година да се изедначи со другите плати. Со зголемувањето на минималната плата ќе се зголемат и платите на другите работници, а ќе се зголеми и куповната моќ. Мерките за покачување на минималната плата започнаа во јануари 2012 година. Висината на минималната плата тогаш била утврдена на 8050 денари месечно за полно работно време. Според податоците на Државниот завод за статистика во јануари оваа година, продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се пониски за 0,5% на месечно ниво, односно за 2,3% на годишно ниво. Во јануари 2014 во споредба со декември минатата година, продажните цени на производителите на индустријските производи на домашниот пазар се пониски во групата на енергија за 1,1%, нетрени производи за широка потрошувачка за 0,8% и во групата капитални производи за 0,2%. Во јануари оваа година, во споредба со јануари 2013, продажните цени на производителите на индустријските производи на домашниот пазар се пониски во групата на енергија за
2,4%, трајни производи за широка потрошувачка за 2,6% и интермедијарни производи, освен енергија, за 1,2%, нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,2% и во групата на капитални производи за 1%.